Да ги погледнеме најавите за денешниот дневник. Новогодишен бејби бум во Охрид, 5 новороденчиња во новава година. Весело со музика и огномет дочекана новата 2024 година во Охрид. Бурна ноги за брзата помош во Охрид. Без поголеми безбедностни проблеми помина дочекот на новата година во Охрид. Како се славеше доаѓањето на 2024 година низ светот. Со содржините во дневникот започнуваме по временската прогноза. Останете со нас. Во Охрид денес имавме умерено облачно време со слаби врнежи од дожд и релативно топло за овој период од годината. Максималната дневна температура изнесуваше 10 степени Целзиусови. Во вторник во западна, северозападна, централна Европа ќе превладува умерено облачно и нестабилно време со врнежи од дожд, ветровито и посвежо со пад на температурите. Во северна, североисточна и источна Европа студено време со пад на температурите и врнежи од снег. Во останатите предели ќе превладува стабилно време со зголемена облачност. На Балканскиот полуостров утре ќе превладува умерено облачно време со повремени сончеви периоди. Во северните, источните и приморските предели долж јадран со локални врнежи од дожд. Максималните дневни температури ќе се движат во интервал од 9 до 16 степени. Во Македонија во вторник ќе преовладува умерено облачно време со повремени сончеви периоди. Локално во западните, северозападните и северните предели се услови за слаби и локални врнежи од дожд. Ќе дува до умерен југозападен ветер кој во југозападните предели ќе достигне брзина до 30 км на час. Минималните температури ќе се движат во интервал од -1 до 6 степени, додека пак максималните дневни температури во Македонија утре ќе достигнат до 7, односно до 14 степени. Во Охрид во вторник ќе превладува умерено облачно време со услови за повремени врнежи од дожд. Минималната температура од 2 степени, додека пак дневната ќе достигне до 11. Во Охрид во среда умерено облачно време со повремени сончеви периоди. Утринската температура од 2 степени, додека пак дневната ќе достигне до 11 степени. Во четврток и петок умерено облачно време со сончеви периоди. Минималната температура од 3 степени, додека пак дневната ќе достигне до 12 степени. Гледавте Метео на ТВМ по соработка со Трпе Инвест. Тамаро е 25 години охридски водечки лидер и препознатлив бренд. Обуките од менаџерскиот тим се доказ за максимална посветеност кон вработените. Тамаро Холдингот се грижи за организацијата и на време од пренесените информации кои отсликуваат тимската работа. Секој успех на вработениот е успех и на компанијата. Маркетите располагаат со производи со висок квалитет од секакви брендови по одлични цени. Вкусните печива од Дана Бела пекарата се веќе омилен појадок на многу потрошувачи во Охрид. Анабела кујната услужува голем број на потрошувачи и компании. Рибарата е секогаш снабдена со најразлични видови на риба и морски плодови. А месарниците располагаат со свежо месо и месни производи во секое време. Уживајте во својот охридски домаќин. Тамаро, повеќе од маркет.
Добар ден, прво издание на Дневникот на ТВМ. Машко е првото новороденче во Охрид во новата година. Бебето е трета рожба на среќната мајка, донесено е на свет по природен пат, а тешко е 2730 грама. Годинава за Охрид започна берикетно. На првиот ден од 2024 година на гинеколошкото оделение се родија вкупно 5 бебиња. Новороденчињата ги посети градоначалникот Кирил Пецаков, кој ги даруваше со традиционални подароци од името на општина Охрид. Новогодишен бејби бум во Охрид. На оделението за гинекологија и акушерство при општата болница денеска на свет дојдоа 5 бебиња, 3 женски и 2 машки. Првото новороденче во новата 2024 година, родено во 1 часот и 54 минути, е машко. Традиционално денеска во посета на новороденчињата и среќните мајки беше градоначалникот на Охрид Кирил Пецаков, кој во придружба на директорот на болницата Асен Шајн подели пригодни подароци. Оваа година ќе биде берикетна за општина Охрид и охриѓани, кажа градоначалникот. Тука сме традиционално да му честитаме и една благодарност за и поддршка за понатаму од страна на општина Охрид и за мајките, но и за новороденчината. Секако дека ова е несекојдневна ситуација затоа што имаме 5 новородени и општина Охрид врз основа на правилникот доделувала секогаш на првото новороденче 20.000 и пригодни играчки кои што се поврзани со бебенцето. Меѓутоа ова година ќе дадеме и на останатите ваучер од 10.000 денари, така да му посакаме само здравје и успех во новата 2024. Првороденото бебе во Охрид е трета рожба на 27 годишната мајка, која веќе има 2 ќерки. Директорот на Охридската болница, доктор Асен Шајн, им честита на родителите и им посака среќа и добро здравје. Посакувам да оваа година биде исполнета со здравје, позитивна енергија, мир и спокој да се имаат во својата фамилија сите од новороденчињата, да живеат во среќно детство и безгрижни, и на сите посакувам да новата година донесе нови успеси, но пред се здравје. На задоволство на целиот тим имавме плодно дежурство, вели Горан Марковски, доктор гинеколог кој ги изврши породувањата. Првиот ден од новата година нашето оделение донесе огромно задоволство, дури 5 нови детски плачови, односно 5 новородени, од кои 3 се женски, 2 се машки, 3 се породени со царски рез, 2 се породени природно, спонтано. Верувам дека овај почеток на новата година ќе донесе берикет за целиот наш град, за сите наши граѓани. Началничката на оделението за гинекологија и акушерство доктор Катерина Поповска се заблагодари на градоначалникот на Охрид и менаџментот на болницата за посетата и подароците. Благодариме на дежурниот тим кој неуморно работеше цела ноќ и ни донесе здрави и прави бебенца. Оваа година ќе се потрудиме во нашата болница да воведеме нови интервенции и ќе бидеме засилени со уште 2 специјалисти кои ни доаѓаат од специјализација. Изминатата 2023 година на оделението се родиле 503 бебиња, од кои повеќето женски околу 320. Се надеваме дека оваа година бројката ќе се зголеми и ќе имаме повеќе охриѓанчиња, кажа доктор Поповска. И во соседна Струга, првото новородено бебе во оваа година е машко. На гинеколошкото оделение во Струшката општа болница во 11 часот и 40 минути денес се роди здраво машко бебе, тешко 2880 грама и долго 49 сантиметри. Весело со музика и огномет дочека на новата 2024 година во Охрид. Главниот туристички центар исполнет со гости од земјава и странство. Се славеше на забави во угостителските објекти, а најмасовната забава беше на градскиот плоштад, каде желби за здравје и среќа упати градоначалникот на Охрид Кирил Пецаков. Туристи од земјава, регионот и светот заедно со охриѓани во прекрасна атмосфера на градскиот плоштад во Охрид ја испратија старата и ја дочекаа новата 2024 година. Со греано вино, музика и огномет си посакаа желби за здравје, среќа и берикет. Па очигледно стануваме се по-атрактивни за дочек за нова година, така да одлучивме тука да бидеме. Супер е, многу убаво.
Не сум била за Нова година до сега прв пат, изненадена. Само што се вративме од Бразил, специјално за тоа дојдовме у Бразил, бевме 3 месеци и рековме дека у Охрид мора да дојдеме на Нино Величковски и ДНК. Му си пиеме грејано винце и прекрасно ни е. Из Новog Сада. Топ, екстра. Од Нови Сад доаѓам, екстра е, малку дури и подобро од Нови Сад. Охрид беше буден до раните утренски часови. Покрај масовната прослава на плоштадот весело беше и во гостителските објекти. Градоначалникот Кирил Пецаков на охриѓани и на гостите им посака среќна и успешна година. Многу среќа, љубов, здравје. Секако дека во 2024 година како млад човек, а и како градоначалник и дел од новата генерација на политичари, очекувам конечно промена на системот, односно на функционирање на системот, затоа што овие 30 години, иако имавме и светли моменти, морам да кажам, сепак е време за еден момент кога ние како политичка генерација ќе направиме промени кои што ќе направат услови за сите оние кои што живеат во Македонија да се чувствуваат онака како што заслужуваат и е достоинствено. Така да среќна нова 2024 на сите граѓани на Македонија, само успеси и здравје. Главниот туристички центар годинава ја започна преполн со туристи. Хотелите се скоро целосно исполнети, а најбројни се гостите од регионот Србија, Бугарија, Албанија, Црна Гора. Времето на 1 јануари, иако облачно, не ги спречи охриѓани и гостите да ги исполнат угостителските објекти во чаршијата и на крајбрежјето, подготвувајќи се за забавите кои предстојат. Голем број повици и наплив на пациенти не изостанаа и оваа новогодишна ноќ. Брзата помош во Охрид со полни раце работа. Екипите беа максимално ангажирани на терен и во амбуланта цела ноќ, а работата продолжи и во утринските часови, вели доктор Љупка Николовска, началник на идната медицинска помош во Охрид. Доктор Николовска посочува дека имало голем број случаи на пациенти со вируси и фебрилна состојба. Помош барале и алкохолизирани лица, од кои голем дел малолетници, вели докторката, апелирајќи до младите да бидат поодговорни кон сопственото здравје. Доктор Николовска порачува и во престојниот период да се внимава со исхраната и консумирањето алкохол, а хронично болните да посетуваат матичен лекар како би се растеретила службата само за итните интервенции кои ги има во зголемен број. Секоја година порачувам да надвладее свеста во празничните денови, вели началничката на брзата помош, додавајќи дека тие и покрај потешкотиите како недостаток на кадар, сепак секоја година се подготвени и на ниво на задачата да одговорат на секој повик за време на новогодишната ноќ и празниците. Новогодишната ноќ во Охрид помина без поголеми безбедносни проблеми. Приведени се 2 лица поради нарушување на јавниот ред и мир во и надвор од угостителски објект, информира портпаролот на СВР Охрид Стефан Димовски. На 1 јануари 2024 година во 0 часот и 26 минути во СВР Охрид приведен е НТ 20 годишен од Охрид, кој предходно во угостителски објект во Охрид најнапред вербално, а потоа и физички нападнал едно лице. Против него ќе биде поднесена соодветна пријава. 5 минути пред полноќ на 31 декември, пред угостителски објект лоциран на булеварот Железничка во Охрид, лицето ПТ 24 годишен физички го нападнал КР 47 годишен, двајцата од Охрид. Против напаѓачот ќе биде поднесена соодветна пријава. Цената на струјата за домакинствата од денеска за корисниците од првиот блок кои имаат најмала потрошувачка се намалува за 5,16%. За корисниците од вториот блок цената останува иста, а поскапува струјата за корисниците од третиот и од четвртиот блок за 2,88, односно 1,86%. Согласно новиот концепт, надоместокот од 200 денари за пристап кон мрежа ќе го плаќаат сите корисници, а мрежарината се намалува за 23%. Во продолжение да ги погледнеме и вестите од светот. Архипелагот Кирибати прв и посака добре дојде на новата 2024 година. Потоа следуваа Нов Зеланд, Австралија па остатокот од светот. Американска Самоа е последната земја што влегува во 2024 година. Со големи прослави и спектакуларни огномети, луѓето од целиот свет се собраа на плоштадите од поголемите градови за да ја испратат старата и да ја дочекаат новата година.
8 тони пиротехнички средства со најразлични специјални ефекти беа лансирани од двете најпрепознатливи знаменитости во Австралија, мостот Харбор и операта, со што започна 12-минутниот спектакл. За прв пат годинава имаше и светлосни проекции генерирани од вештачка интелигенција, кои не предизвикуваат загадување на воздухот и бучава. Во Јапонија звоната во храмовите звонеа низ целата земја додека луѓето се собираа за да ја пречекаат новата година. Њујорчаните и бројните туристи ја дочекаа новата година со концерт на Таймс Сквер, а на полнок традиционално беше спуштена топката украсена со кристали, а конфети го прекрија небото. Обединетите Арапски Емирати влегоа во новата 2024 година со традиционалниот огномет од Бурдж Калифа во Дубај. Хонг Конг се пофали со најспектакуларното светлосно шоу во својата историја во време траење од 12 минути. Во Лондон, десетици илјади луѓе новата година ја дочекаа со звоното на Биг Бен и спектакуларен огномет кај панорамското тркало. Илјадници луѓе се собраа до Шанзе-Елизе во Париз за да ја дочекаат новата година со брилјантниот огномет од познатата триумфална капија. Спектакуларен огномет имаше и во Берлин, Амстердам, Атина и во другите европски градови. Но не беше се така розово за дочекот на новата година. Во Берлин избувнаа нереди во кои демонстрантите, главно млади, меѓусебно се нападнале со петарди и ракети за огномет. Најмалку 15 полицајци се повредени, а приведени се околу 300 лица, од кои многу поради кршење на законот за експлозивите, пишува германски Билд. Во Баварија 18 годишник починал од повреди здобиени од петарди. 10 лица со тешки повреди се примени во болница во Берлин. Во Њујорк најмалку 9 лица се повредени кога автомобил влетал во толпа славеници на Медисон Сквер Гарден. Едно лице е во критична состојба, а другите биле пуштени на домашно лекување. Возилото удрило во полицајци кои го обезбедувале дочекот на новата година. Во завојуваните земји пак новата година започна со бомби. Украина го гранатираше Донецк, а Русија Одеса, Лавов и Николаев. Точно на полноќ Хамас истрелал 27 ракети кон Израел. Првиот ден од новата година серија силни земјотреси ја погодија Јапонија за час и половина. Еден од нив на брегот на префектурата Ишикава бил со јачина од 7,6 степени според Рихтеровата скала, пошто издадени се предупредувања за цунами долж крај брежните региони во западна Јапонија, соопштила Јапонската метеоролошка агенција. Јапонската телевизија НХК предупреди дека брановите вода би можеле да достигнат и до 5 метри висина и ги повика луѓето да се евакуираат што е можно побрзо. Повеќе од 32.500 домови во Ишикава останале без струја, а областа била погодена и од повеќе последователни потреси. Властите се уште го проценуваат обемот на штетата и жителите мора да се подготват за нови потреси, предупредил премиерот Фумио Кишида. Јапонскиот нуклеарен оператор објави дека не се потврдени никакви неправилности во нуклеарните централи покрај Јапонското море. Опасност од цунами е прогласена во источните руски градови Владивосток, Находка и островот Сахалин. Словенија од денеска го започна своето второ членство во Советот за безбедност на Обединетите нации. Како непостојана членка на Советот, Словенија ќе биде до 31 декември 2025 година. Србија пак го презеде председавањето со ЦЕФТА, Централноевропскиот договор за слободна трговија. Италија го презема ротирачкото председателство со Г7 групата што ги обединува САД, Италија, Франција, Велика Британија, Германија, Јапонија и Канада. Малта од Македонија денес го презема едногодишното председавање со ОПСЕ, Организацијата за безбедност и соработка во Европа. Почитувани гледачи, ова беше се во првиот дневник. Ви благодарам за вниманието. Пријатно.